Здраво екипо, официјално добре дојдовте у Пандамониум радио шоу број 16. Добро ве најдовме. Да, пред да ја представиме пред луѓето, во моментов на Zoom ги имаме Лукс Кмала, еки Лукас Помацки и Јасмин еки Басмин од Доуп куќата. Баш не е мило дека сте ни тука гости, иако преку Zoom, али подобро така моментов. Добре дојдовте. Кажете ни на почеток како се сеќате, дали е се окей пред да почнеме со муабетот. Супер. Бомба е, се слуша све, ве слушаме, не слушате вајда и не слушаат. Да, имаме и луѓе од чет што слободно ќе може да ни поставуваат прашања или да се вклучат у дискусијата. Може да почнеме, така? Може. Вака, прво сакам да ве поставам прашање, да ни кажете, да ни подобјасните малце подобро што е, кој е Доуп куќата, кој е член и ствари што означува Доуп куќата. Ајде, Аспин, ти си по интро прашањата. Пошто си интроверт. Доуп куќата таа ни е кај Лука куќата у центар. И пошто е под куќата уствари, таму е студиото, подрумот. Да не биде под куќата, Доуп куќата испадна на крај. И тука е главниот организатор Лукс Кмала, другар му Лас Вегас, јас, Слика и сите останати што ротираат тука. Така. Мене тоа ми беше следното прашање, пошто пробувам на онака да сватам колку луѓе кои се ја сочинуваат Доуп куќата и како се класифицирате, дали сте колектив, дали сте рап група, не знам, неаме зборено до сега, ве слушам, ве пратам оддамна, така што имавме неколку прашања и баш зборевме и тоа со Даре. Кои се ваши соработници, кои се дел од Доуп куќата, кои не се, а се ваши соработници и дали на пример при донесот кон еден албум кој што вие го креирате, со оглед на тоа дека сте поактивни сега периодот, дали тоа го прави артистот да биде дел или да не биде дел од Доуп куќата? Пред се, Доуп куќата е името на студиото, мислам, тоа е основата и од таму почнало се. Кога го направивме, мислам, кога ни текна да биде Доуп куќата као цело здружение, сите што се собираме и снимаме во студио, тоа беше 2017 отприлика година, можда и 16. И првиот албум што го извадивме Доуп куќата бевме јас, Јасмин, Слика и Лазе. Арно ама цело време ротираат разни ликови, така да не сме нешто определени кои се Доуп куќата, сите што снимаат и сите што ротираат во дружбата и што ги поминуваме заедно вечерите и деновите, се тоа е Доуп куќата, мислам, повеќе атмосферата е Доуп куќата него ли составот. Така да ништо чудно ако утре искочи албум Доуп куќата и бидеме многу повеќе од тоа што сме биле на претходниот албум и слично. Али basic составот е тој, јас, Јасмин, Слика и Лаза. Мислам, од тамо почна, тоа се корените. Така. Добро, супер го објасни, бар за старт е добро, и ако кога секој албум излага, секој проектот кога излага Доуп куќата, ќе треба уште некој подобјаснување малце подлабоко кои се е вклучени слично, али ќе продолжиме, ќе го позборуваме малце тоа покасно. Тука сме да збориме за неколку работи, вашите проекти сам дома, но и другите ствари на Доуп куќата последниве години. Мене сакам да ја прашам, се активиравте повеќе последнава година или сменивте нешто пристапот, бидејќи ми се појавувате многу почесто, гледам дека сте многу поактивни од сите страни, некако излага ваш проект или некоја соработка или видео или настап или што и да е. Па тоа е прашањето, дали променивте нешто пристапот од 2017 навака, односно последнава година во споредба со првите, или едноставно ја не сум ви имал толку на радарот, а вие си терате исто како и секогаш? Па 2018 по наша исто имаше 3 албуми. 2020 исто испаднаа 3 плюс уште некои соработки од страна, уште проекти очекуваме. Така да ние ги планираме унапред стварите и си имаме у обзир, работиме на ова, па работиме на она и секој албум си има свој простор и свое време кога треба да искочи, според тоа како сме го сработиле. И се фокусираме повеќе на едното, па кога ќе завршиме со тоа, се фокусираме на
на следниот проект, па на наредниот, па на наредниот. Така да, у моментов со ова што искочија колку, не знам, 4-5 проекта последново, сега сме малку почисти, онака, чекаме Пики и Вујса што ќе ни приредат. Така да, тоа е моментално на мене. Добро, значи 2020 беше супер година за вас, извадивте доста проекти и таму тогаш излезе првиот проект Сам дома, кој го направи Лукас Помацки, а вториот Сам дома, значи неговиот продолжеток, излезе сега претходната недела и за тоа беше усари главната причина да ве викнеме да позборуваме баш со вас двајца по моментов, бидејќи да речеме тие проекти некако се споени, некако се одговараат. Кажете ми која е приказната позади Сам дома и како се овие два проекти поврзани меѓу себе па да го носат истиот наслов? Сам дома е идеја што ми текна дур се дешаваа карантините, првите карантини тука кај нас. Бевме сите затворени дома, беше многу досадно и имав многу вишок битови што требаше да се искористат и одлучив да се направи албум. Пред се идејата ми беше онака скроз лоуфа и скроз треш да биде. Сите да снимаат на мобилни, а да им ги пратам битовите и да добијам версови и да испадне некоја компилација и онака да биде скроз као од ракав фрлено. И не знам, испадна така по зрели ствари, испадна албум. Сам дома, пошто сами дома бевме тој период и тоа е. Така, ептен спонтано беше све. У 2 недели го направивме цел комплет. Со се снимање, со се миксање, со се све. А вториот дел Сам дома е почнат да се снима веднаш од кога го издадовме Сам дома Кец, со тоа што се работеше со поспор интензитет и му требаше до сега дури да се направи цел и да се издаде. Али беше онака скроз лабао, без брзање. И тука беа матриците, се снимаа вокали, се препраќа и ева го искочи сега дури. Кажи ми која е твојата улога во Сам дома 1, а која е улогата на Басмин во Сам дома 2 и зашто едниот е као изваден од страна на едниот артист, другиот од страна на другиот? Пошто Сам дома 1 го продуцирам јас целосно, со исклучок на 2 песни што сакав да ги вклучам, инструментали од Слика и од Мика, а Сам дома 2 е продуциран цело од Басмин, од Јасмин. Што значи тоа е ко на филм двајца различни режисери да има, али истиот серијал. Добро, ама значи продуцентот е основата на целиот проект. И во едниот и во другиот продуцентот е тој што го води проектот некако. Дали дополнително и ставате версови ваши? Па онака у позадина. Како, дали ние оставав? Да. У позадина, ја имав еден верс, тука мислам дека има 2 на нековиот таму. Да. Јас сакам да ве прашам нешто во врска со... Да, така веќе. Извини, докажи се. Така беше и сакав да кажам дека тоа е поентата на целата работа, зашто ту бација нови имиња, зашто не Лукс Мало и зашто не е Јасмин, пошто ако пример го издаев јас албумот под псевдоним Лукс Мало, се очекуваше дека е мој личен албум и ќе се очекуваше дека јас на сите песни ќе треба да рецитирам. И мораше да се одвои тоа, да се направи една друга перспектива за да се осети дека е друг дел од мене што ја го вложувам. Така. Лукас Помацки е продуцентот, он ги прави битовите, брат, он ја прави музиката. Може да ни ги објасните алтер егата на членовите на Доп куќата? Да. Јасмин си е Јасмин, тој што си рецитира. Добро. Елиот Деп е оној гладниот бурек што сака да јаде многу. Добро. Басмин е продуцентот уствари. Тој што многу сакам бас. Иако малку потешко ми иде, ама добро. Го клопувам баш кој што сакам да звучи. Со оглед на тоа што добивме од Сам дома 2, се слагам дека добро ти иде ко продуцент. А ја имам уште едно прашање, на пример, пошто алтер ега во хип-хоп музиката се многу интересен детал, барем за мене, многу интересен момент. Ретки се артистите кои што го прават тоа и тие што го прават се малце поинакви. Мислам дека и веќе голем дел ги слушате, Мек Милер ми доаѓаат на ум, Медлиб ми доаѓа на ум, МФ Doom со преку неговите мал милион алтер ега. Која е инспирацијата за вашите алтер ега, бидејќи стварно
артисти кои што имаат алтер ега малце имаат онака тенденции да бидат поалтернативни, покарактеристични, така да од каде доаѓа вашата инспирација да креирате алтер ега? Дали имате потреба да ги креирате тие со цел да се искажете поинако? Па тоа е генерално потребата, пошто мислам сами си доаѓаат на место, имаш идеја нешто да направиш и тоа е различно скроз и носи друг карактер од тоа што си го правил до сега. И за да не биде практично контрадикторно што си го правил тоа до сега, пошто носиш скроз друга поента или скроз друг став, а и двата ти се валидни ставови, потребно е да направиш друга карактеристика од тебе, што ќе ја долови таа слика. Друг карактер е, буквално. Друг карактер што ти доловува друга поента. Мислам, освен Лукас Помацки и Лукс Мала, кај мене умало, не знам други двајца, ама Јасмин ги има поише другари такви, он може поише да ви каже на тоа, на таа тема. Јасмин? Тоа е поентата, брат, со секој проект си носи нешто свое, брат. Така да може да биде од различен артист, затоа што секој си се разликува, така да на некој начин секој проект е од различен артист која ќе видиш, затоа што си созрел со текот на времето, не го снимаш во исто време која и претходниот, и веќе си некој друг човек, така да си напреднал и музички, си напреднал како човек, идеш напред само и мора нешто да се менува, ако дел од креативноста е на некој начин. Колку поише ги има, на различни теми си рецитираат они сите. Кога сме веќе алтер ега, тоа е. Кога сме веќе кај тоа, дали би сакале бе посебно да одговорите на примери кои се вашите инспирации ко артисти, а кои се вашите инспирации ко продуценти, пошто верувам дека се различни? Лукче, премногу ги има, брат. Еве, Ја многу атмосфер ги сакам, брат. Атмосфер си ги сакам. Devin the Dude го сакам многу, Masters го сакам, онака како најблиски при срце, што ми се тие тројца ми паднаа на памет, ама сигурно милиарда сум заборел. Да, јас осекам така, многу се, мислам голем дел се и од сите по нешто зимаш, генерално е периодот што ти е увртено у глава и тоа е периодична инспирација само што можеш да имаш. Иначе као главниот продукт што го ствараш на лонг ран е дел од све тоа што впиваш и што слушаш и што ти оставува впечаток. Така. А на пример конкретно дали имате некој артист кој што у последно време го вртите, онака што ви е константно во ротација? Па еве албумов на Слоутай, Партали ми е Слоутай, го вртам. Мислам, уште од првиот албум е тен го слушам, ама сега и вториот албум е тен го заредив. Медлип се што вади генерално слушам, Фреди Гипс ми е Партали. По задниве година, две, мислам тие дека највише ги слушам артисти. Од хип-хоп мислам. Покрај хип-хоп, најчесто джез ради семплови, ради, не знам, атмосфера, амбиент. Супер. Кај мене ја тие што ги спомнав и уште многу други, брат. Мислам, нон-стоп у ротација или некад ќе ми текне некоја песна што не сум ја слушал 10 години, ќе ја слушам, ме враќа во времето, брат. Се патува со музиката малку. Така да Одлично. Премногу имам, брат, на плейлиста. Више не можам ни Outkast се исто, брат. Врв, ја го сакам оној јужњачкиот рап, многу мене ми се свиѓа у Америка, што е. Андреј или Big Boy? Јасме? Тој највише го претендирам, така го кажи. Андреј 3000 или Big Boy? Не може така, неам, ти викам, неам омилени, брат. Пошто сите ги сакам, не можам да ги споредувам, брат, но не знам. Не можам да кажам, овој ми е омилен, кога секој у свој одреден период сум го слушал и сум го поштувал и сум го сакал и ми помогнал да израснам, да се справам со некоја ситуација, затоа ја сакам музиката, брат, затоа што не знам, си живеам со музиката, тоа е тоа. Факт. Ајде да се вратиме на сам дома проектите кои ги презентираме денес. Кога ќе завршиме авотот, ние ќе пуштиме наши фаворити од двата. Сакам да ве прашам, кој е поврзаноста помеѓу сам дома 1 и сам дома 2, бидејќи звучно се многу различни според тоа што ни објаснивте, и
можеби концептуално и се и не се, не знам. Кој е поврзаното зашто ова е Сам дома 2, односно продолжеток на Сам дома 1? Затоа што ист период се снимани всушност. Истиот период се снимани, само ја погасно ги средив. Ист Он ги период направи одма тогаш, кога бевме у карантинот. Ајде, продолжи. и ист концепт на работа, истиот принцип. Нема студио, нема збирање, нема дружење, секој е сам дома и ти стигаат инструментали, ти ги снимаш како знаеш, умееш, ги враќаш на продуцентот и тоа е. Тоа е концептот и си остана така, сам дома. Затоа Поздрав до Катар, он се потруди у студио, го сними вокалот, многу професионален ми го прати, така да почит. респект до Кацар, тоа е одлична соработка. Од таму потекнува и темата за 100 текста. Девојката што му се љути дека другарите дека ќе му пратат битови, ја игнорира неа и се возбудува за битовите поише него за времето со девојката, така? Така. Сигурно. Одлично. Кажете ли нешто поише, дали сте задоволни од овие проекти како излегува? Онака overall, кој е филингот тебе Сам дома 1 скоро една година е веќе надвор, Сам дома 2 краток период, кои се реакциите на луѓето, дали сте вие задоволни од нив? Па генерално јас сум задоволен. Мислам, како што кажа Јасмин претходно, цело време бркаме нова цел од албум за албуме, си ги планираме проектите и тоа ни е нас главната цел и тоа не задоволува. Кога ќе го завршиме проектот и ќе биде како што сака. После го пласираме у етер и како е прифатен, така е. Битно ние да бидеме задоволни со тоа и тоа да го комплетираме како што сме го замислиле. А фидбекот е после скроз друг муавет, што ако станува збор за Сам дома конкретно, јас сум задоволен од фидбекот што го имав. Мислам, добро прифатени беа албумите. Мислам, од подобро прифатените албуми што сме ги избациле. Така да окей. Постојано зборуваме за тоа како треба артистите да снимаат музика и истата да ја вадат, по можност ASAP, така да тој концепт на вадење многу ми се допаѓа, искрено продолжете така и како работите проект, вадете го, а ние сме тука да ги испромовираме, се разбира. Така да big up за тој принцип на работа, бидејќи мислам дека тоа е начинот, единствениот начин за правење музика, бидејќи ако го оставиш да седи, после некој време ќе ти биде и тебе сам застарен и нема никогаш да излезе. Тоа премногу траки останали у фиока, брат, и не сме ги извадиле, така да решивме кога снимаме, ќе се посветиме, ќе го направиме ко проектче, ќе го снимиме кој што треба, додека сме задоволни со тоа што го правиме. Толку време му треба за продукција, додека сме задоволни со проектот ние, а за понатака, како ќе звучи, како ќе излезе, нели, нон-стоп напредуваш, цело време се труди се подобро и нели, кога веќе ќе дое моментот за вадење, тебе веќе ти е преслушан тој албум, затоа што нели си го продуцирал цело време. Така да веќе си посветен на други проекти, други битови правиш, му праќаш на некои други текстови, више ти се вртат у глава и Одлично, браво, се си има свое време. Задржете таа работна навика и мислам дека ќе се исплати. Трече? Тоа, ја само можам да ве поздравам за тоа што го правите, стварно сте константни, вадите соло проекти, вадите групни, заеднички проекти. Буквално, бидејќи стварно имате што да кажете, креирате алтер ега за да го искажете тоа. И имам приметено дека кај вас и општо кај сите во Доуп куќата и сите ваши претходни проекти на еден начин се концептуални, барем ја така ги разбирам. Сакам да ве прашам пак, можеби се закачувам многу на инспирациите, но која ви е инспирацијата за да правите такви малце покомплексни албуми кои што не си инаку слушнати во Македонија, бидејќи овде во Македонија и нема некој како да кажам, нема склоност еден артист да направи проект. Кој е вашиот драйв да креирате еден таков проект, па згоре на тоа и да биде концептуален, каде што има интерлуд, каде што има скиц, каде што го осмислувате и осмислувате целата приказна од интро до аутро во еден албум? Поверојатно наравот е таков и таква е екипата и таква е енергијата што круза меѓу нас и едно природно така не доаѓа, не ги премислуваме работите дали да бидат вака или така, или сега ќе го направиме комплициран да биде или не комплициран. Едноставно тоа е, така одно ни доаѓа. Едини начин што го гледаме
така да се направи. Добиваш бити, ја имаш замислата како тоа да го направиш и така ни доаѓа. Тоа не е некоја филозофија и не ги премислуваме работите и не размислуваме премногу на тоа како треба да биде. Туку само го правиме така. Добра, ама сепак и е размислено да биде интро, па прва песна како што се споени, па интерлуд, па аутерлуд. Тоа треба да се размисли малку за тоа. Да, али така. Пак е тоа дел од генерално, креацијата. да, дел од креацијата е се снимаат повеќе песни која ќе имаш веќе голем број на материјал, најлесно е после да ги распоредиш само и да видиш што ти фали во приказната. Особено ако бркаш концепт некој, ако се врти истиот муабет низ целиот албум, тоа е више некој концепт што има некаква нарација и кога ќе ги подредиш, знаеш точно што ти фали, каде ти фали и која песна би дошла пред која. И дали има потреба од интерлуд и дали нема потреба од интерлуд или од интро и од аутро. Така да природно си доаѓаат тие работи на место, без многу да се думат. Значи, тоа ми беше уствари и целата поента. Дали, например, унапред, уште пред да ги креирате, предпоставам битовите дека веќе ги креирате и ги креирате константно, но додека нив ги креирате, дали ги замислувате во некаков вид на концепт? Или кога почнете да пишувате или врз основа на тоа луѓето што ви праќаат, со оглед на тоа дека, кој што кажавте, значи, ги праќате битовите и само чекате версови назад, дали врз основа на тоа го правите концептот или луѓето го прават концептот, пошто стварно се гледа некоја поврзаност од песна во песна, па и дури инструменталите го налагаат тоа. И од двете страни е. Да. Ја, например, за Елиот Деп, не ни знаев колку песни ќе има, меѓутоа само го имав зацртано дека вака и вака ќе изгледа, вака и вака ова и треба да се каже, па колку песни ќе треба, толку. Како ми ги праќаа битовите, тие највише што ми се свиѓа, ми дојде по нешто да снимам, ги поврзав во една приказна, излегува доволно си викам, 8 ми се допаѓа. Кратко е, можеш да го снимиш на брзинка, можеш да го isproducираш, не зазема многу време за разлика од да снимиш 20 песни, например, од различни продуценти, па се бркаш за ритмови, за канали, за продукција, за такви слични ствари, брат. Ова е полесно да го направиш, побрзо, излегува. Кратко, ама сладко. Супер, мислам дека и должината на вашите проекти е таман за да може да се преслуша и да не биде премногу, да може во еден здив да се преслуша се, па ако ти се свиѓа после да се вратиш пак од почеток или да си избереш фаворити па да се ги трнеш и да се ги слушаш. Иначе го пуштивме проектот на Елиот Деп, твоето алтер его, и мене најдобар момент таму ми е она спојка на 3 песни од кога излагаш од Капанан па се до Сабајлето до каде девојката. Тоа ми е феноменално. Феноменален концепт и со делот од текстот ти може да си поистоветам, така да тоа беше одлична онака целина од три траки кои значуваат една приказна, што за Македонија е next level, ако ја се прашувам. Да, ја морам да признам дека ова го немам кажано, му го имам кажано на Дарко, ама јас сум фан на Јасмин, така да поздрав до тебе Јасмин, посебно за версот на Изгреј сонце. Тоа е генијално, брат. Версот со планини, само кај што збориш онака од географски аспект е феноменален и го поштојам многу. Тоа е врв на креативност. Изгреј сонце на планина ми е многу убаво, да. И за тоа така ме поврза тема. Ќе ги слушаме траките после, ќе ги коментираме со Трајчат кога ќе го завршиме муабетот. Пред да се префрлиме ние на слушање на музиката и пред да го завршиме муабетот, морам да ја прашам нешто во врска со Сајферот што го снимивте. Пред се од каде доаѓа инспирацијата и таа потреба да се каже тоа, бидејќи ја лично не сум фан на таков начин на под наводници хейтање и накажување на работите така и неопшто накажување на тие работи. Мислам дека повеќе фокусот треба да се биде на својот арт него на другите, али ме интересира вашиот тек на тоа која е инспирацијата и која потребата онака да го направите тоа така. И ако ќе излажам ако кажам дека не се слагам со полу од стварите само што ги кажувате, тоа се држи вода и така си е, него онака, едноставно зашто го направивте тоа и како се сеќате за тоа? Тоа е бетал рап и тоа се дешавало од секату низ историјата на хип-хопот и да се кажат, да се направи реалити чек на како стојат работите. Што ништо не измислуваме ние и не кажуваме некои ствари што не се така, баш ги кажуваме сурово и вистинито како што е ситуацијата. И тоа е добар реалити чек, увек да имаш една контратежа на тоа што се случува, пошто
имаш сега медиуми еден куп што добиваш разни фаци што ти кажуваат разни глупости, било како ти се представуваат и ти прават било какви филмови и тоа е добро, брат. Увек секогаш да се поништи тоа со некој зрел муабет или да се изнегира тоа. А пред се тоа е културата на хип-хопот. Така да нема што повеќе од тоа да се каже, освен дека тоа го правиме и тоа се правело. И од секогаш било така. Добро, фер, мислам, тоа е тоа. Супер одговор ми дае. Ме интересираш од каде доаѓа, али ако тоа е, ако целта е да се добие таа антитеза во општеството или на хип-хоп сцената, мислам дека успевате во тоа. Тоа што јас би сакал да видам. Тоа е само еден да направи реалити на ситуацијата што се дешава тука кај нас. Пошто ние не се замараме само со тоа и да земеме ние да тупиме сега каква е работава кај нас и ние сме вакви у рапот, ние сме најдобри, вие не сте, туку ние си правиме тоа што си правиме на страна, си бркаме работа и само има еден момент, чекај малце, што се дешава тука. Еве го, ова е тука, доаѓаме до вас, ви кажуваме и толку се повлекуваме назад. Тоа е тоа. Добро, тоа сакав да кажам, повеќе би сакал да видам уште повеќе вакви проекти и тоа ќе донесе уште подобар и уште поголем баланс на сцената, бидејќи ќе има и луѓето што да слушаат секојдневно, бидејќи нели бетл реп е супер да се каже нешто, али можеби не да сте секојдневно во ротација. Кога би имале, дај Боже, уште поише екипи као вас и ваши уште повеќе проекти вакви концептуални, кратки, осмислени, убаво, мислам дека уште подобро ќе се направи таа рамнотежа и ќе се действува многу добро. Нема везе, супер, одлично. Трајче? Ништо, јас се согласувам со тоа, немам некое мислење во врска со Сајферот конкретно, но сакам да ве прашам што е следно, што да очекуваме следно од Доуп куќата или од дали сте фокусирани на соло проекти, заеднички проекти, дали се дешава сам дома 3, кој е планот за понатак? Дали го имате воопшто? Следно ќе искача албум на Вујсе и Пики, што е генерално продуциран од моја страна, можам да кажам 90% дека од мене продуциран. Треба на Вецва и Зверзди искочи албум, тој веројатно ќе биде 100% од мене продуциран. Не се знае, треба да се финишира и тоа се следните два проекти што треба да искачаат. Лукс мала нешто спрема таму, Чечка прави. Доуп куќата исто се договараат, чечкаат, прават бели у студио. Така да има ствари. Значи да очекуваме нови изданија во 2021. Да, ќе има сигурно. Барем два албуми ќе искочат 2021. Кажи ми, како се осеќаш ти, дека гледам дека е многу поише си посветен на продукција. Како се осеќаш, дали ти се свига таа улога на продуцент и на битмейкер и на продуцент на целата ствар, или сакаш да си поише да пишуваш и да рецитираш? Како се осеќаш у ситуацијата, у улогата што имаш сега во Доуп куќата? Периодично е генерално, али сега ме фати еден подолг период кај што не знам, повеќе се замарам со продукција и повеќе идеи имам на тоа поле, али цело време сум осврнати на другата страна. Мислам и таму цело време имам идеи, се само не сум се склопил кој што треба, буквално. Ама ти одговара да си оваа улога, така? Да ми одговара во секој случај. Али кој што кажав, работам на двете полиња и од двете полиња планирам да има многу повеќе проекти. Мислам, имам идеја за многу проекти, и као продуцент и као рапер. Одлично, ти посакувам да ги исполниш, ние сме тука да ги испромовираме. Така да, добре дојдени сте секое време да ни пратите, да ни пишете што да имате ново да спремате или да е готово. Ја немам повеќе што да ја прашам, ако сакате нешто друго да ни кажете или на некој начин да ни најавите тоа што ќе слушнеме. Прво ние сам дома 2 ставен на плейлистата бидејќи е малце поенергичен. Потоа продолжуваме со сам дома првиот дел. Од мене толку, Трајче, ако има нешто или вие ако имате нешто слободно да си кажете или да најавите или било што, повелете. Фала ви што не викнавте. Мислам, што се слушаме онлайн, пошто не се гледаме во некоја друга прилика и ќе се дружиме. Да пуштам поздравчиња до цела Доуп куќа екипа, до Орки генг, до Класи генг да пуштам поздрав, до Незгодни момци да пуштам поздрав,
до Благојчо од Каменица да пуштам поздрав и до Желе да пуштам поздрав, пошто слушат джез исто као мене.